видете, ние како политички партии, ромски, како што реков и претходно, 13 по број, кога ќе ги поделиме на вкупно, не знам, 50.000 гласачи низ цела држава, излегува дека ако ги поделиме на 13, нема да може ниту една партија да освои ниту еден пратеник, ако се поделиме така како што сега реално бројките стојат. Меѓутоа, за градот Скопје, мислам дека ова ние што го правиме е револуција по однос на како да го наречам тоа што ние сами излегуваме на овие избори како ромска партија без никаква коалиција, покажуваме зрелост, политичка зрелост, што другите партии претходни до сега нема смелост да го направат. Секогаш се врзува со некоја поголема македонска партија и така настапува во градот Скопје. Сега ние точно тоа што го рековте, сакаме ромскиот глас да го факторизираме, да се изброиме, да видиме колку сме. Зашто сакаме да се изброиме? Затоа што кога ќе одиме во преговори со некоја поголема политичка партија од другите етнички заедници, секогаш сме уценувани или подценувани со тоа што ќе ни кажат, па знаете, реално сакате, дојдете, сакате, не морате, затоа што и онака што имаме од вас 200, 300, 500 гласа. Заради нашата разединетост. И сега ние што правиме како ромска политичка партија, се охрабривме да одиме сами и едноставно да го собереме ромскиот гласачки електорат и да се изброиме, да видиме колку сме, за да може утре, кога ќе дојдат и парламентарни и други избори, да знаеме колку реално роми имаме во градот Скопје, за да можеме да бидеме еднаков партнер со сите други. Значи, ако може да се избројат турците, ако може да се избројат турците, ако може албанците да се избројат, зашто да не се изброиме и ние и да видиме колку сме реално, за да не бидеме уценувани од било кого во иднина.